дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Денеска во собранието ќе започне расправата за предлог буџетот за 2026 година во рамки на Комисијата за финансирање и буџет. Пратениците имаат рок до 10 ноември да поднесат амандмани, а според најавите на председателот на собранието Африм Гаши, пленарната седница за усвојување на буџетот се очекува на 9 декември. Предлог буџетот ги проектира вкупните приходи на 374,7 милиарди денари, расходите на 413,9 милиарди, а капиталните инвестиции на 40,5 милиарди денари или околу 650 милиони евра. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска нагласи дека буџетот ги опфаќа стратешките политики за забрзан економски раст и постепена фискална консолидација. Скопје добива нови директори во клучни предпријатија. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, ги соопшти нивните имиња. Во јавното предпријатие Улици и патишта за директор ќе биде назначен Борис Настов, кој е извршувал оваа функција на почетокот на мандатот на поранешната градоначалничка Данила Арсовска. А во водовод и канализација Иван Митровски, досегашниот заменик градоначалник на Киселавода. Како што соопшти Ѓорѓиевски, за директор во јавното сообраќајно предпријатие ќе биде назначено лице кое долги години работи во ова предпријатие, а во комунална хигиена човек кој долги години работел во комуналниот сектор во град Скопје. Се вика Драги, човек кој долги години работел во комуналниот сектор во град Скопје, не бил експониран ниту партиски, ниту во јавност. Во ЈСП Скопје ќе биде назначен Саше, кој работи долги години во ова предпријатие, има искуство и ги разбира процесите, соопшти Ѓорѓиевски. Кон средината на следната година се очекува во Скопје да почне имплементацијата на проектот БРД. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, вели дека проектот ќе се имплементира, но со одредени исправки во проектот, бидејќи не достига трасата од поврзување со Драчево и Радишани. Премиерот Христијан Мицкоски и лидерите на Вреди, Изет Меджити, Билал Касами, Зекирија Ибрахими и Арбен Фетај треба да му договорат ресор на Беким Сали, за тој да стане прв вице-премиер на местото на Меджити, кој оваа функција ја замени со градоначалничкото место на општина Чаир. Брифираат од партиите за Слободен печат. Ова е исходот од првата средба меѓу владините партнери за пополнување на испразнетите места во владата по локалните избори. За министер за животна средина, кој ќе му биде понуден на премиерот Меджити, треба да пресача помеѓу кандидатите Мухамед Хоџа, портпарол во владите на Зоран Заев и Димитар Ковачевски, и Недим Рама, шеф на кабинетот на Меджити, додека тој беше министер за екологија. Владините партнери допрва ќе се усогласуваат дали Вреди ќе го задржи ресорот екологија. Исто тоа ќе добија министер повеќе во кабинетот на премиерот. Темата е на Мариела Трајковска. Вештерке, мајмунке, шпиунке. Судот утврди дека нема мобинг од раководителот врз социјална работничка од Тетово. Социјална работничка од Центарот за социјални работи Тетово го тужала раководителот и установата во која што работи за вознемирување на работното место. А минатиот месец судскиот процес беше окончан со одбивање на незиното тужбено барање. Како што велат од Центарот за Слободен печат, работничката ќе вложи жалба до повисокиот суд за ваквата одлука. Раководителот пак во одговор на тужба тврдел дека социјалната работничка го вознемирувала него, дека го навредувала на национална основа, а поднел и контрапријава за вознемирување на работното место од нејзина страна, во која навел дека таа се преправала дека и треба итна помош кога паднала во несвест на работа. Прочитете повеќе од текстот на Мирослава Симоновска. Пилотот што загина во Хрватска пред 2,5 месеци преживеал друга авионска несреќа. Во уривањето на турски ер-трактор АТ-802, што падна кај градот Сенј во Хрватска, загинал Хасан Бахар, турски пилот што преживеал авионска несреќа со пожарникарски авион на 29 август на северозападот на Турција. Тогаш гаснел пожари што дивееа со денови, а пред несреќата бил на кружен тек помеѓу Ријека и Загреб, јавуваат хрватските медиуми. Несреќата се случи вчера попладне, кога спасувачките екипи пристигнале на местото на несреќата. Телото на Хасан веќе било јагленисано.
Бикот Мишко, кој со месеци им правеше проблеми на жителите на хрватското село Грачац, влегуваше по дворови и уништуваше имот. Бил усмртен од надлежните, јавија хрватските медиуми. Одлуката ја донеле полицијата и ветеринарната инспекција на државниот инспекторат, откако утврдиле дека животното е опасно за луѓето. Откако приказната за агресивниот бик стигна до медиумите, надлежните служби излегоа на терен. По пријава од жители на Грачац, утврдено е дека бикот кој бил без собственик представува опасност за луѓето и нивните имоти. Врз основа на Законот за заштита на животните и Законот за општа управна постапка, по итна постапка му е одредена мерка усмртување, пишува порталот. Родителите на деца до 12 години на лето ќе имаат скратено работно време. Ова се однесува на Бугарија. Парламентот на Бугарија вчера во прво читање изгласа родителите на деца до 12 години за време на летниот распуст да можат да имаат скратено работно време или да работат од далечина. Руските сили ноќеска и рано утрово извршија нов масовен напад во главниот град на Украина. Киев, што предизвика повеќе пожари, а остатоци од урнатите објекти се расфрлени низ неколку области во градот. Најмалку 11 лица се повредени во повеќекратните напади, додека бројни екипи од единиците за итни случаи се испратени на погодените места за справување со последиците. Според информациите, 5 лица се хоспитализирани, од кои еден маж и една бремена жена се наоѓаат во критична состојба. Официјалните лица издале предупредување дека во тек е напад на главниот град, повикувајќи ги жителите да останат во заслонништата, додека не се укине тревогата за воздушен напад, а градските власти известиле дека се можни прекини во снабдувањето со електрична енергија и вода. BBC му се извини на американскиот претседател Доналд Трамп за монтажата во документарецот Панорама, во која беа споени делови од неговиот говор пред нападот врз американскиот Капитол во 2021 година, но го отфрли неговото барање за оштета. BBC соопшти дека монтажата на програмата создала погрешен впечаток дека Трамп директно повикал на насилни дејствија и додаде дека повеќе нема да ја емитува емисијата. Една од последиците од скандалот Панорама беше оставката на генералниот директор на BBC Тим Дејви и директорката за вести Дебора Тернас. Крај за ефтините пратки од Кина, Европската Унија воведува високи царини за тему и шејн од 2026 година. Министрите за финансии на Европската Унија се согласија дека во текот на идната година ќе воведат царини на пратки со вредност помала од 150 евра, кои пристигнуваат во 27 земји членки на Унијата. Првичниот план на Европската Унија беше ослободување од царини за мали пратки да се укине дури во 2028 година. Сепак, милиардните пратки кои пристигнуваат во ЕУ, главно од Кина, предизвикаа силна реакција кај европските компании и ги натираа политичарите да делуваат значително побрзо. Минатата година 4,6 милиарди вакви мали пратки влегле во ЕУ, повеќе од 145 во секунда, од кои 91% потекнуваат од Кина. Ова беше последната информација, гледавте вести на Слободен печат, повеќе информации побарајте на нашиот сајт.